следите поинакви вести на Слободен печат. Договорот за кредит што Македонија ќе го земе од Велика Британија вчера беше потпишан во Лондон од страна на вице-премиерот Александар Николовски. Неговото потпишување најде на реакции и критики во домашната јавност пред се за неговата нетранспарентност дома. Николовски во името на владата го потпиша договор за политичка и економска соработка со Обединетото кралство. Со потпишување на овој документ Македонија се задолжува 6 милиарди евра, со кои според владата ќе се финансира капитални проекти во повеќе стратешки сектори. Николовски изјави дека потпишувањето на договорот токму во историската Черчилова соба во Министерството за трговија и бизнис во Лондон е символичен чин и силен сигнал за продлабочување на партнерството меѓу двете земји. Ова стратешко партнерство со Обединетото кралство го гледаме како чекор кој ќе ја доведе Македонија на едно ново ниво. Денеска потпишуваме договор за развојни инфраструктурни проекти во транспортот, образованието, животната средина, IT секторот и здравството. Благодарни сме што британската влада преку својот инструмент за поддршка на надворешно финансирање постави рамка од 5 милиарди фунти, најголемата економска рамка во македонската историја, изјави Николовски. Потпишувањето на меѓувладиниот договор за финансирање е првиот чекор пред официјалното склучување на договорот за стратешко партнерство помеѓу двете земји. Од владата досега не открија детални информации за условите за кредитот, кој е најголемиот што го зела државава од осамостојувањето. Државата ќе се задолжи кај британските комерцијални банки на кои владата во Лондон ќе им гарантира дека Македонија ќе им ги враќа парите. Се знае дека рокот на отплатата на заемот е 10 години. После долга, мачна и сложена истрага, која вклучуваше 2 вештачења извршени во Србија и Словенија, јавното обвинителство вчера поднесе обвинение против двајцата поранешни директори на клиниката за онкологија, како и против тројца специјалисти онколози од истата клиника. И овде, како и за договорот за кредитот, јавноста очекува дополнителна информација од јавното обвинителство за понатамошниот тек на истрагата. Предметната обвинителка Ана Гоговска-Јакимовска на пресконференција објасни дека предметот е поделен на 2 дела. Обвинетите се товарат за различни незаконски дејствија, дел од кои се однесуваат на погрешно лекување на пациентите со рак, а друг дел се однесува на злоупотреба на државниот буџет. Првото обвинение, што е поднесено до Основниот кривичен суд, се однесува на економското работење на клиниката за онкологија и опфаќа 2 лица. Првиот обвинет е поранешниот медицински директор на клиниката, а вториот обвинет е поранешниот организацијски директор на клиниката. Тие се обвинети за продолжени кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување, измама во службата и проневера во службата. Според обвинителството, повеќето од дејствијата ги сториле во соизвршителство во временски период од 2018 до 2022 година. Кривичното дело злоупотреба на службената положба го извршиле со пречекорување на границите на своето службено овластување и не ја извршиле својата службена должност во постапките за набавка на лекови, постапувајќи спротивно на Законот за здравствена заштита, Законот за здравствено осигурување, Законот за буџетите, Законот за јавни набавки и спротивно на статутот на клиниката за онкологија. Од граѓанската иницијатива Кој е следен најавија поддршка за протестот во Кочани, закажан за сабота 24 мај и ги повикаа сите граѓани од Скопје да присуствуваат во знак на поддршка. Според објавата, поаѓањето за Кочани ќе биде во 14 часот од паркингот пред спортскиот центар Јане Сандански и хотелот Хилтон. Трагедијата во која згаснаа 60 животи се уште го пече општеството. Одиме повторно за Кочани. Имаш превоз да понудиш место? Ти треба место. Пријави се на формуларот. Ниеден човек не е остров сам за себе. Секој човек е дел од континентот, дел од светот. Смртта на секој човек не намалува сите нас, бидејќи ние сме опфатени од општеството. Затоа не прашувај каде треба да бидеш во сабота. Одиме во Кочани. Не смееме да ги оставиме сами, пишува во објавата на Кој е следен. Протестот во Кочани е закажан за сабота 24 мај со почеток во 16 часот кај паркот на Револуцијата. Вчера за прв пат во земјава беа регистрирани мајмунски сипаници.
На сета мака, уште ова ни требаше. Институт за јавно здравје информира дека денеска за прв пат во нашата држава лабораториски се потврдени 2 случаи на мајмунски сипаници. Од Институтот за јавно здравје информираат дека од клиниката за кожни болести им биле упатени 2 пациенти суспектни за мајмунски сипаници и воедно беше упатно назначено да се направи испитување за ХИВ, сифилис и херпес. Институтот за јавно здравје изврши лабораториски испитувања на 3 различни начини, со што лабораториски се потврдија 2 вакви случаи на мајмунски сипаници. Бидејќи за прв пат во нашата држава лабораториски се потврдени мајмунските сипаници, после добиените резултати веднаш се реагираше брзо. Се преземаа соодветни мерки и се известија надлежните институции. Министерството за здравство, клиниката за кожни болести и инфективната клиника, се вели во соопштението. Согласно протоколите по добиеното известување, докторот кој ги примил пациентите ги информира пациентите за добиените резултати. Потоа следи епидемиолошка анкета од страна на епидемиолози од Институтот за јавно здравје. Стручни лица, епидемиолози од Институтот се вратени на работа и пристапија кон епидемиолошко анкетирање на двете лица, како би се добиле податоци кои би биле исклучително важни за понатамошното постапување. Анкетата е се уште во тек. Ќе биде препорачано на позитивните пациенти да се јават на инфективната клиника, информираат од Институтот за јавно здравје. Институтот за јавно здравје ќе продолжи да ја следи состојбата и информира дека во моментов нема простор за паника, бидејќи брзо и навремено институционално се превземаат сите потребни мерки. Вечерва се мобилизирани сите институционални капацитети за надминување на последиците од ваквата појава и се преземаат сите превентивни мерки. Во текот на утрешниот ден пак ќе следат подетални информации за јавноста, посочуваат од Институтот за јавно здравје. Се стега обрачот околу Русија, се со цел да го прифати што побрзо мировниот договор со Украина. Како дел од оваа иницијатива на Западот, земјите од групата 7 најавија дека ќе ги заострат санкциите против Русија доколку Москва не се согласи на прекин на огнот во Украина. Според Г7, во согласност со правните системи на тие земји, рускиот имот под нивна јурисдикција ќе остане неподвижен додека Русија не и плати одштета на Украина. Ова во исто време не идува на остри реакции во Москва, дека Русија жестоко ќе возврати на овој чекор. Ги поздравуваме континуираните напори за постигнување прекин на огнот. Ако таков прекин на огнот не биде договорен, ќе продолжиме да ги истражуваме сите можни опции, вклучително и оние дизајнирани да го максимизираат притисокот, како што е дополнително заострување на санкциите против Русија, се вели во делот од изјавата на министрите за финансии и централните банкари на Г7, посветена на Украина, која беше освоена по нивниот состанок во Канада. Г7 во соопштението ја наведе својата непоколеблива поддршка за Украина во одбраната на незиниот територијален интегритет и право на постоење, како и незината слобода, суверенитет и независност. Покрај тоа, Г7 вети дека ќе помогне да се зајакне довербата на странските инвеститори во Украина, ќе го мобилизира приватниот сектор да изврши реконструктивни работи и ќе ги продолжи активностите на странската осигурителна индустрија. Денеска на YouTube каналот на Слободен печат ќе имате можност да го проследите новото издание на подкастот со Ана на Ти, каде гостува Дина Јашари. Со неја зборувавме за незиниот живот, за она што најмногу е актуелно во овој период, а тоа е издавањето на незиниот прв албум кој што ќе го промовира овој викенд. Ќе можете да слушнете и анкетата зошто се слави 24 мај. Што одговорија граѓаните, можете да погледнете и сами. Зошто се слави 24 мај? Го славиме за Кирил и Методи. 24 мај. Свети Кирил и Методи. 24 мај Свети Кирил и Методи. Свети Кирил и Методи, ден на македонските просветители. Појма неа. Ден на браќата Кирил и Методи, нашите први основачи на македонската и македонската православна црква, мислам. И со највисоки функции што тогаш постоеле, не ги знам. Тоа е 24 мај. Денот на Свети Кирил и Методи. Кои биле Свети Кирил и Методи? Биле нашите просветители, се словенски.
просветители. Значи да треба да Свети Кирил и Методи, мислам. На Свети Кирил и Методи, македонските просветители, ако не грешам. Кои се Свети Кирил и Методи? Свети Кирил и Методи брат бил. Тие се творци на македонската глаголица и биле пратени од византискиот император да го шират писмото на север. Кирил и Методи се основоположници на глаголицата. Нашите просветители што ја измислиле нашата глаголицата што ја земале, кирилицата ја имаат направено што денес ја користиме. Го напишале македонското писмо, глаголицата. Учев основно и средно, ама двојка има в македонски, така мој да претпоставите. Да, Кирил и Методи са ја почнале глаголица, поточно после станала кирилица. Знаете каде се моштите на Видете, на едниот мислам дека е Кирил помалиот он Кирил, иако така е Кирил и Методи, они се обратно метод. Во Италија, во тој кај што е папската нунција у Ватиканот и у тој дел на некои највисоки убави цркви, нивни верски, католички објекти, а другиот мислам дека беше во Чешка, таму кај што беа во традиционално, али ја веќе сум 90 години, па може малку ме напушта паметот. Не ми прија мене внимание јас да бидам позната и сите погледи да се во мене, туку моментот што се случува кога е музиката на прво место и кога е присутна. Например, сега пред 2 месеци во Загреб имавме концерт во Мочвара со триото и ја пеев Растенија без корен. И Растенија без корен на сред песна има една тишина, кај што буквално сите престануваат да свират и е тишина и после јас зимам воздух и продолжуваме со песната. И таму Мочвара клубот беше полн, ја свириме песнава и се случи тишина и сите беа присутни. И јас во тој момент додека пеам и само слушам дека луѓето слушаат и дека се присутни. Тоа ми мислам дека еден од најубавите моменти што ми се случиле во кариерата. И само ги гледам луѓето и они ме гледаат и дури се насмеавме, имам и снимка од тоа и продолжуваме песнава и тоа се тие моменти што музиката ги прави, не ги правиме ние.